Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кочо Анѓушев доживува меѓународна слава благодарение на продажбата на неговата фирма IDS на грчка компанија. Грчките медиуми се погласно зборуваат дека продажбата на компанијата IDS на грчката компанија е криминална. Оттаму го пренесуваат прашањето која засега и македонската јавност. Како е можно грчка компанија да купи компанија на вице-премиерот на владата на СДСМ, која работи во загуби и има негативен кредитен рейтинг на само 2 месеци пред подпишувањето на Преспанскиот договор помеѓу Република Грција и Република Македонија. Сумата која добива Кочо Анѓушев од страна на грчката компанија на своите лични сметки, потенцирам, на своите лични сметки, а не на сметки од групацијата од која била дел фирмата IDS, изнесува 4,8 милиони евра. Вице-премиерот на СДСМ Кочо Анѓушев на само 2 месеци пред подпишување на договорот со Грција ја продал својата непрофитабилна фирма за близу 5 милиони евра. Компанијата IDS во моментот едва екзистирала, средствата и биле во износ од само 10.000 евра, имала катастрофални загуби и негативен кредитен рейтинг, што уште еднаш потврдува дека компанијата е во катастрофално тешка економска ситуација. Дали Кочо Анѓушев со продавањето на компанијата ги продал и државните интереси за цена од близу 5 милиони евра? Зошто се крие билансот на состојбата од продажбата на компанијата IDS? Уште поинтересно е, зошто грчка компанија која функционира со загуби, што можевме да видиме во грчките медиуми, одлучува да одвои милиони евра за македонска компанија која функционира исто така со огромни загуби. Очигледно е дека продавањето на компанијата IDS на Кочо Анѓушев е повеќе од скандалозно, бидејќи само после 2 месеци се подпишува Преспанскиот договор, а Кочо Анѓушев е вице-премиерот кој во тие моменти почна јавно да го поддржува истиот договор. Сега, откако видовме за криминалните иновации на Кочо Анѓушев, за сите оние тендери кои ги добиваат неговите фирми, како и продажбата на компанијата IDS, јасно е колку чини зборот и честноста на Кочо Анѓушев, а таа е очигледно неколку милиони евра. На сите им беше јасно дека Кочо Анѓушев дојде на позицијата вице-премиер единствено за неговото лично богатење. Благодарам.